кога започнува уште едно ново издание на Алфа Ординација. Ве поздравувам и денеска ве канам да бидете заедно со нас, да го проследите ова уште едно ново издание на Алфа Ординација. По викендот кој што измина, се надевам дека добро одморени, подготвени, ја започнувате и оваа нова работна недела која што ни предстои како предизвик. Само ќе споменам дека треба да бидете многу предпазливи во овој период, затоа што е период на вируси, период на заболување, па затоа работете на сопствената превенција во интерес на сопственото здравје. Мојата препорака до сите вас на самиот старт од емисијата. Денешната тема за која што ќе зборуваме во Алфа Ординација е анестезија. Многу луѓе се плашат, имаат одредени стравови кога станува збор за анестезијата, плашејќи се за тоа дали по интервенцијата, дали по операцијата ќе се разбудат или пак не. Токму овие стравови ги одбиваат нокумина за да се одлучат да направат одреден оперативен зафат. Затоа што всушност представува анестезијата. Какви придобивки, но и какви опасности не носи истата. Зборуваме денеска во Алфа Ординација. На самиот почеток ќе го погледнеме прилогот како вовед во темата, а потоа секако ги очекуваме и вашите прашања доколку ги имате во кои би сакале да ги поставите во текот на разговорот кој ќе го водиме. Денешен гостин доктор во емисијата е специјалист доктор Ивица Димитров, специјалист по анестезиологија и интензивна нега од Систина. Ќе започнеме со прилог, а потоа секако и со разговорот кој ви го најавив. Анестезија потикнува од грчкиот збор анестезис, што во превод би значило чувство, или опојка, традиционално ја значува состојбата на блокирање на секакво чувство, вклучувајќи го и чувството на болка. Ова им овозможува на пациентите да додат под хируршка операција и други зафати без стресот и болката кој унака би ја чувствувале. Анестезиологија представува медицинска специјалност која што опфаќа примената на анестезијата во хируршките и другите зафати. Друга дефиниција на истиот поим е реверзибилен недостаток на свест, без разлика дали недостигот на свесност се однесува на целосно губење на свеста, например при општа анестетик, или на дел од телото, како например ребетен анестетик и друг нервен блок. Анестезијата се разликува од аналгезијата, токму во блокирањето на сите чувства, не само на болката. Се користат анестетици, аналгетици, релаксанти, хипнотици кои би можеле да се аплицираат директно во вена или со вдишување на гасови. Други облици на анестезија се инекциите, кои што се аплицираат во одредена регија каде се прави интервенцијата. Во целосната анестезија пациентот потоа запаѓа во сон, кој се разликува од нормалното спиење, бидејќи мозокот е под влијание на анестезија и вие не реагирате на болка. Ниту една медицинска интервенција не е потполно безбедна. Видот и тежината на основната болест, пропратните заболувања, возраста, како и животните навики, го одредуваат степенот на ризик. Сериозните компликации се ретки, но сепак можни. Со постојано нагледување на животните функции, анестезиологот може навреме да препознае било какво пореметување и навремено да реагира. На тема анестезии, опасности и ризици, придобивки, зборуваме денеска во Алфа Ординација. Гледајте не. Придобивки и опасности при употребата на анестезија, темата која што имаме денеска во Алфа Ординација. Доколку имате некој ваше искуство кое што би сакале да го споделите или пак можеби прашање кое што би сакале да го поставите до докторот во емисијата, тогаш секако вашите вклучувања во емисијата се добре дојдени. Добре дојден и доктор Ивица Димитров, специјалист по анестезиологија и интензивна нега од клиниката Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во Алфа Ординација. За прв пат ќе кажам во Алфа Ординација имаме токму оваа тема. Ајде за почеток да споменеме и да кажеме. Споменав дека многу луѓе, има голем број на луѓе кои што се плашат од анестезијата и токму од стравот за тоа дали тие би се разбудиле по самата интервенција или пак не, или така какви уштатувања би можела да направи таа по здравјето на човекот. Се види дека анестезиологијата гранка во медицината чија што цел е обезболување на пациентите, но што всушност опфаќа вашата дејност, да не запознаете накратко. Така, значи анестезиологијата како медицинска гранка, но со специализација некаде помодерниот ток е конкретно на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Така да може да се каже дека современата анестезиологија веќе го нема оној концепт само на интраоперативно водење, туку на предоперативна припрема, премедикација, интраоперативно водење, постоперативен мониторинг, аналгезија, односно обезболување на пациентите и секако доколку има потреба интензивна нега. Така да современата анестезиологија не го опфаќа само
третманот, односно безболување на пациентот во операционата сала, туку и во други области каде што се прават терапевски и дијагностички процедури кај пациентите. Така. Сите знаеме многу добро зошто служи анестезијата, но ајде малку повеќе детали за самата анестезија. Што всушност представува, одредена дефиниција, повеќе информации за неа. Така. Анестезиологијата, рековме како медицинска гранка, односно како процедура за обезболување на пациентите, воглавно може да биде поделена грубо на повеќе облици. Прво е тотална или генерална анестезија, која што може да биде интравенска или инхалациона. После тоа тука спаѓа регионалната анестезија, каде што воглавно ги користиме централните неуроаксијални блокови. Тоа е епидуралната анестезија, спиналната анестезија или супарахноидалниот блок, каудалниот блок. Понатаму блокада на соодветни плексуси или нерви на горните и долните екстремитети, цервикалниот плексус, брахиалниот плексус, лумбалниот на долните екстремитети, феморалниот и шејадишниот нерв и така натаму, кои што би се користеле во соодветни делови на васкуларната хирургија, травматологијата, ортопедијата, па секако во гинекологијата и акушерството. До самата локална анестезија, таа повеќе може да се каже дека има улога можеби во некои други гранки, стоматологијата, хирургијата, но сепак и произведување на определени инвазивни процедури во самата анестезиологија од страна на самиот анестезиолог. И секако комбинација од овие анестезии меѓу себе за кои што ќе подетално ќе збориме за нив. Така, чинам дека не постои човек никаде после 30-та година, ретки се тие кои што не искуселе било какво искуство со анестезија. Чинам дека скоро секој од нас веќе пробал на ваков или онаков начин дел од оние анестезии кои што вие ги споминавте, кои постојат или онака како што се групирани. Претежно и бремените жени, односно трудниците се оние кои што се претежно во дилемата за тоа што представува спиналната, што епидуралната, која е подобра, која е полоша и слично. Во текот на емисијата секако ќе ги опфатиме сите подетално и убаво ќе ни ги објасните. Секако тука се и оние доста популарните спиналната и епидуралната анестезија. Бидејќи сме никаде на почеток од разговорот, па би сакала да позборувам и за она премедикација, многу често го слушаме од тој термин и вие го споменавте дури во првиот ваш одговор. Зошто премедикацијата или пак она што се вели подготовка на пациентот предоперативно е многу битно за вас анестезиолозите? Така, премедикацијата или предоперативната подготовка е круцијална во припремата на пациентот за оперативна интервенција. Секој пациент кој што се спрема за оперативна интервенција треба да помине во анестезиолошка амбуланта кај анестезиолог, каде што се отвара преданестезиолошка листа. Во неа се опфатени сите оние прашања, сите оние битни податоци кои што ни се потребни за да создадеме слика за состојбата здравствена на пациентот. Се врши всушност класификација на пациентот според така наречена АСА класификација, според американска. А тука пациентот мора да биде искрен во одговорите кои што ги дава? Секако. Се работи за сепак за живот. Точно. Според таа класификација, ние го утврдуваме прво начинот на кој што ќе се премедицира пациентот, ќе се утврди начинот, односно типот на анестезија кој што пациентот бија користел, евентуално потребата доколку има пациентот повеќе коморбидитети да се пролонгира оперативната интервенција за подобро да се спреми пациентот за оперативната интервенција, дали после интервенцијата пациентот ќе оди само во соба за будење на постоперативен мониторинг или пак евентуално ќе има потреба од определен временски период да помине во единица за интензивна нега. Воглавном, она што го користиме за премедикација е што ни е целта? Намалување на стравот и напнатоста кај самите пациенти. Намалување на гадење и повраќање, предоперативно. Намалување на болка. Да се возможи кај одреден број на пациенти кои што имаат хронични болести користење на дел од својата хронична терапија предоперативно. Спречување на зголемена секреција во трахеобронхијалното стебло, зголемена саливација на плунковите жлезди и секако спречување на ширење на инфекција. Што подразбира сето тоа? Кај седацијата и седацијата на аналгезијата секако не е битна. Користиме бензодиазепини со цел да се предизвика амнезија, да се намали стравот кај пациентите. Со тоа би се намалил базалниот метаболизам, би се намалила потрошувачката на анестетик и секако користење на помалку анестетици во текот на самата интервенција. Гадењето и повраќањето со цел да се спречи евентуална аспирација на кисела желудочна содржина во дишните патишта, давање на антиеметици и антациди предоперативно
Исто така рековме аналгезија, во главном давање на опијати да се спречи болката. Исто сакам да напоменам посебно за педиатриските пациенти, за децата, особено во предшколска возраст. Кај нив обично се користат сирупчиња, комбинација од аналгетик и седатив, кои што се даваат врз основа на килограм телесна тежина, одреден временски интервал пред интервенцијата или пред определена терапевска или диагностичка процедура, секако за да бидат посмирени, за да имаме поголема кооперабилност на некој начин помеѓу анестезиологот и помеѓу децата. И секако користење на антибиотици, неколку часа предоперативно, секако во зависност од тоа дали е пациентот алергичен или не алергичен, кој тип на оперативна интервенција, антибиотици дадени врз основа на антибиограм со цел да се спречи појава или евентуално ширење на инфекција при оперативната интервенција. Стандардно, исто така при пред анестезиолошкиот, пред анестезиолошката листа, врз основа на тоа се вршат и соодветни лабораториски испитувања, крвна слика, биохемија, обавезно крвна група на сите пациенти, доколку пациентите имаат одредени коморбидитети, односно заболување од кардиоваскуларниот систем или се над одредена возраст, обавезно кардиолошки преглед, евентуално ехо покрај самото ЕКГ, кај пациенти со респираторни проблеми рентген на белите дробови, доколку имаме пациенти кај кои што очекуваме определени пречки во дишниот пат, бидејќи често пати користиме, односно при целосната анестезија се пациенти кои што користат ендотрахеален тубус ларингс маска и потребен определен оториноларинголошки преглед, кај педиатриските пациенти користе понекогаш консултација со педијатар, така да реков круцијално и битно е се тоа за самиот пациент и за анестезиологот. Така. Рековте дека апсолутно е многу битна подготовката, при медикација, но и поврзаноста помеѓу анестезијата и здравствената состојба на пациентот. Зошто ви е неопходна цела фамилиарна историја? Онака една детална анамнеза за самиот пациент кога зимата. Прво се работи за пациенти кои што фамилиарната анамнеза би ни помогнала за некои други податоци. Да речеме се работи за пациенти со алергии, со атописка конституција кои што имаат алергии во семејството. Кај тие пациенти сме попредпазливи. Се прават алерголошки тестови, имаме одредена палета на анестетици кои што редовно се користат во анестезијата, во главно тие пациенти ги праќаме на алерголошко испитување, за да видиме дали се алергични, ако не се во ред, ако се избегнуваат користењето на тие анестетици. Тоа се пациенти кои што може да имаат, да речеме, фамилиарно кардиоваскуларни заболувања, секако дека дел од тие пациенти поради тоа доколку они имаат такво заболување, реков како претходно ги праќаме на соодветен кардиолошки преглед, понекогаш ендокринолошки дополнителни испитувања, дијабетот исто така како фамилиарна предиспозиција и така натака. Така. Многу често кога одбираме да направиме одреден хируршки зафат, некако се врзуваме, го бараме хирургот кој што ќе ни ја изврши самата операција. Кога подготвав темата, најдов на една доста интересна статистички факт дека многумина кои сакаат да се подлегнат на оперативен зафат, покрај тоа што го одбираат многу внимателно хирургот кој што треба да изврши операцијата, многу внимателно го бираат анестезиологот. Од тука, следствено на сето тоа е многу битна комбинацијата на добар хирург со добар анестезиолог. Так. Зошто е тоа така? Во текот на целата операција покрај хирургот присуствува анестезиологот? Да, во секој случај, колку е битен е и хирургот, битен е анестезиологот, односно целиот хируршки тим, хирургот, инструментарката, анестезиологот, анестетичарот, компактно, заеднички делуваат, функционираат во текот. Евентуално, анестезиологот во текот на интервенцијата, врз основа рековме на таа АСА класификација или податоците што ги има, добиени во врска со пациентот, може да сугерира нека определена медицинска интервенција да се изведе можеби на поинаков начин. Например, при одредени лапароскопски интервенции, каде што доаѓа до инсуфлирање на газ во абдоминалната шуплина, кој што би можело да има определени реперкусии врз кардиоваскуларниот и респираторниот систем. Кај пациенти кои што имаат токму вакви проблеми, се сугерира дека евентуално би можело било пожелно таквата интервенција да се изведе класично, односно да не се користи самата лапароскопска техника. Или пак врз основа на коморбидитетите да се предложи одложување на оперативната интервенција, пациентот да се припреми адекватно.
Така. Или пак доколку ризикот е многу голем, понекогаш предоперативно да се разговара и со хирургот и со пациентот, семејството на пациентот, дека ризикот е доста голем, дека треба да се внимава сепак на оној кост бенефит кај самиот пациент, дека понекогаш ќе има потреба подолго време да се остане во интензивна нега, дека би се пролонгирало лекувањето кај самите пациенти. Но сепак компактен е односот помеѓу хируршкиот и анестезиолошкиот тим. Така. Имам интересна тема, како што споменав предубивки опасности токму при употребата на анестезијата. Од тука споменав и на самиот почеток дека се отворени телефонските линии, дека би можеле да ве вклучиме во емисијата, дали со прашање до гостинот или пак секако со ваше размислување во поглед на темата или можеби на ваше искуство кое што би сакале да го споделите. Телефонските броеви ги гледате на екраните, секако може да се вклучите во емисијата. Ќе го поздравам веќе првиот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па се едно искуство ја да кажам, може ли? Може, повелете. Поздрав до докторот и до вас, Благодарам. водителката. Ви благодариме, поздрав до вас, повелете. Сега да ви кажам, јас се оперирав едно коледно во државна болница, Весецко, мислам, протеза. Така? Првата анестезија ми даде една докторка Верица, а би што да ви кажам, од прво боцкање, од кицма, спинална анестезија, помина што помина. По 10 месеци второто коледно да го оперирам, една докторка млада, не сакав ни да научам како се вика, верувајте дека јас дали 15 пати ме боцкаше во кицма да не може да ми погоди, да ми ја стави анестезијата. И не сакав ни да научам како се вика таа докторка. Видите, ви кажам, треба ипак некој што се разбира и што треба стручно да го издаде тоа. Докторот чека за операција, ја на ведната, она боцка, што да ви кажам. Мислам дека уште имам боцки на грбот позади од боцкањето. Значи, секој не му е дадено да боцка и треба малце по-стручни тие работи да се изведуваат. Тоа што мене ми се деси, не сакам на никого. Вашиот коментар е никако на дополнување на првото прашање, на претходното прашање кое коментиравме дека колку што е битен хирургот за да изврши операцијата, толку е битен анестезиологот во... Како не? Значи, за две операции, две различни работи, докторот да ја чека, анестезиологот, докторка е на млада, а се ако не знае да боцка, нека не иде, така ли? Нека не покушава. Со луѓето, не знам како да ви кажам, лошо искуство ми се чини уште, ми стојат боцка. Така. Така, тоа е моje искуство што сака да го кажам и ипак анестезиологот е подобар него ли хирургот. Мислам, треба да е постручен. Така, така. Хвала ви многу. Ви благодарам многу што се вклучевте во Алфортинација денес, што споделивте вашето искуство во поглед на употребата на анестезија. Ви посакувам да имате убав и пријатен ден. Ќе продолжиме понатаму со општата анестезија. Добро. Со оглед на тоа што кога давав најавата и кога споменав дека многумина од луѓето се плашат токму од употребата на анестезија, алудирав токму на општата анестезија, затоа дали тие би се разбудиле по самата интервенција. Што представува општата анестезија? Зошто е толкав страв поврзан околу неа? Па добро сега, имајќи во предвид дека на тој начин луѓето губат дел од својата интима, значи прво се наоѓа во операциона сала каде што ќе биде подложен на некоја интервенција од која што секако дека луѓето имаат страв. Значи самите тие ја губат свеста, не знаат ништо за себе. Значи сепак треба да ги на некој начин виталните функции нивни се во рацете на анестезиологот. Претпоставам дека тоа се оние стравови кои што постојат кај луѓето. Значи што е општата анестезија? Општата анестезија може да се изведе на два начина, значи интравенски, инхалационо. Ајде пред да продолжиме за да ни објасните убаво како оди целата постапка со општата анестезија, да го вклучиме гледачот кој го има на линија, потоа ќе продолжиме си како се разговорат. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Аз се јавуваме од Растич, Западна Македонија. Така? Повелете. Се случајо, што го последна 10 дена. Внукот што почина во Скопје. Така. Па ме интересира грешката, докторот вика, тој Миле Петрески, го оперира од брух, обичен брух. Го оперира, вика, грешката со слабо срце.
дали докторот или анестезиологот мора да го прими за анестезија со слабо срце. А мајка му кажува дека грлото нешто температурче има. Грлото црвено му бива. Тие го зедоа, након 3-4 сати оде во инфективна болница, инфективно и го задржува тамо. После некое време кобајаги се будело, а теа ништо не е ни будено и негде рано во 3:30 е починато. Не интересира кај е грешката се, дали донесе залогот 2,5 годишно дете, многу слабо дете, колку треба доза и што треба тоа да ми објасни докторот. Така, ви благодарам многу што се вклучевте во емисијата. Прво вака. Можете и на морате да коментирате ова, само морам да ви кажам, со оглед на тоа што се работи за ваши колеги. Така, јас лично не знам што се случило, токму заради тоа не би можел да коментирам ништо. Сигурно дека анестезиологот работел како што треба, врз основа на податоците кои што се ги добрил врз основа на началата на анестезиологија, така да не ги знам точно причините што се случило, не би можел да коментирам за нешто што не знам воопшто како било и што било во дадениот момент. Така. Добро, ќе продолжиме за општата анестезија, каде што и ве прикинав. Така да, рековме, општата анестезија сепак е давање на анестетик хипнотик, според према кој што пациентот се воведува во анестезија. Грубо е поделена општата анестезија на повеќе подстадиуми, стадиум на аналгезија, делириум, стадиум на хируршка анестезија, респираторна парализа. Она што сака да го постигне анестезиологот е тој стадиум на хируршка анестезија, доволно длабока, за да може пациентот да биде во длабок сон, да биде обезболен со адекватна мускулна релаксација, секако за да може и хирургот или гинекологот соодветно да ја заврши хируршката интервенција, најкомфортно и најбезбедно. Поделена грубо на интравенска инхалациона анестезија. Интравенската анестезија опфаќа давање на интравенски анестетик или хипнотик во вена, каде што пациентот релативно брзо, 20 до 30 секунди запаѓа во сон. Секако предоперативно рековме адекватно премедициран, уште на одделение, така да доаѓа во операционата сала, се мониторира самиот пациент, се взимаат повторно податоците од самиот пациент, кој е тој пациент, за каков тип на оперативна интервенција се работи. Пред интервенцијата кислородна маска обавезно, адекватна преоксигенација и после тоа следи тој вовед, односно индукција во општата анестезија. Меѓутоа, не е само интравенскиот анестетик, оној кој што е неопходен за општата анестезија. Тука се и опијатите, кои што се битни за обезболување, аналгезија на пациентите, мускулните релаксанти, за релаксација на мускулатурата, рековме за да може хирургот да изврши интервенцијата како што треба. И секако ги спомнавме тука овие испарливи или волатилни анестетици. Инхалационата анестезија, тоа се испарливи анестетици кои што се чуват во посебни контейнери, познати под името како вапори, каде што на определена температура самите те испаруваат и преку системот срева доаѓа до дишните патишта на самиот пациент. Воглавном, нив ги користиме за одржување на анестезијата во текот на оперативната интервенција, но сепак во одредени случаи, почесто и кај педиатриски пациенти се користи понекогаш и инхалационата анестезија како вовед во анестезија, особено кога се децата помалку кооперабилни. Исто така, интравенската користиме за одржување, на тој начин што се користат посебни перфузори, во кои што се наоѓаат анестетикот, аналгетикот, кои што течат со определена брзина во милилитри на час, се дават врз основа на килограм телесна тежина и секако дека... Ајде околу дозирањето ќе позборуваме. Добро. Подоцна во емисијата, ќе го вклучиме гледачот кој го имаме на линија, кој би сакал да се вклучи во разговора. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до докторот до емисијата. Сакав само да го прашам докторот за колоноскопија, со каква анестезија се прави и како изгледа тоа? Ако може да ме одговори. Така, ви благодарам многу што се вклучевте, ќе го добиете одговорот веднаш. Колоноскопијата се врши во целосна анестезија, во општа анестезија.
Меѓутоа, овдека не се користи, да речеме, класичен тубус или ларингс маска, туку интравенски. Значи се воведува пациентот пред започнување на самата интервенција, колоноскопијата, која што трае некаде околу 10 минути. За тоа време пациентот секако е мониториран, се мониторираат хемодинамските параметри, се дава интравенски анестетик, се дава секако аналгетик, пациентот се вентилира со кислородна маска, секако претходно треба да биде